Така да, дечки, ајде да видиме што носи иднината, што носи денот, што носи викендот, што носи понеделник, што носи петок, што носи наредниот месец, што носи 2025, што носи 2027 година и дал можеме да планираме за иднината и дал можеме да проектираме иднина надалеку. Гледайте, знаете, имате луѓе кои што не се свртени кон иднината, искрено. Имате луѓе кои што се свртени повеќе кон минатото, но мислам дека тоа не е добра област кај што човекот треба да биде. Замислете иднината, идете во иднината со 50 км на час, на пример. Сега илустрирам. 50 км на час, ако имате цел, се движите кон иднината. Минатото ве следи. Минатото ве следи со 30 км на час. Значи, вие сте 30 км, ве следи со 30 км на час, вие сте во иднината со 50 км на час, му бегате на минатото 20 км секој час. Ако работите на иднината 10 км, му бегате 200 км, да рачунаме дека и минатото не доаѓа на ке вас кога спиете. Значи, секој ден 200 км можеме да избегаме на минатото, поради тоа што сме насочени кон иднината. Гледайте, ако човек нема иднина, минатото го стига. Минатото го стига, затоа што човекот, за да се одвои од минатото, за да се одвои од дадени ситуации во минатото, зборував за тоа дека минатото носи разни трауми во тој реактивен ум, објаснато од филозофот Хабард во книгата Дианетика, дека дадени трауми во минатото се врежуваат во тој реактивен ум или подсвесен ум. Ајде да не го речеме подсвесен, тој реактивен ум, зашто се реактивираат тие болки и трауми од минатото. Но, гледате, има начин како да се избришат тие трауми од минатото. Објаснато е во таа книга се. Но сакам да направам како една споредба. Ако вие минатото, ако имате иднина, минатото нема до толку да ве гризе. Ако немате иднина, минатото ќе дојде ќе ве гризне. Поради тоа што сте се споиле со минатото. Гледате, ако човекот оди побрзо кон иднината и ако има ритам и сака да дојде до негде, затоа што иднината, кога идете кон неа и ја проектирате таа иднина, тогаш ти имаш фокус, имаш контрола и поради тоа што не можеш све да држиш и да контролираш, имаш на што си се фатил за иднината. Ако немаш за што да се фатиш во иднината, тоа ќе се фатиш за минатото. Поради тоа што, гледате, стабилна точка станува минатото. Луѓето не се ориентираат кон иднината, не се ориентирани кон минатото. Зошто? Поради тоа што ја немаат иднината. Знаете, порано, кога немало разни уреди за навигација, основната ориентацијска точка на морепловците била звездата Северница. Сега гледате, иднината и целта е ориентацијска точка за едно битие. Поради тоа што ако ти имаш насока, имаш правец, ти си ориентиран, не си у конфузија. Знаеш што треба да направиш денеска, утре, заутре, прекутре и така натаму за да стигнеш негде. Но луѓево ретко ја припремаат иднината. Ајде да направиме една споредба. Замислете како ручек некој. Ако вие сте потрошиле се од фрижидер и не сте отишле да купите во маркет нова храна, тогаш набрзо нема да имате намирници како да создадете ручек, поради тоа што не сте го припремиле ручекот. Зборував еднаш, јајца на око може секој да, што би рекле народско, склепа секоја вечер на брзинка за 5 минути. Турлитава не можеш да направиш одма. Така, мора да отидеш по бами, мора да отидеш по месо вакво, по месо онакво, по што и да луѓето ставаат во турлитава, мора да се припреми турлитавата, ама затоа ужитокот и уживањето во турлитавата е многу поголемо отколку во пржени јајци, иако за некој човек и тоа е убава вечера, доручек или што и да е, кога и да ги јаде пржениве јајца, варениве јајца или како и да е. Поентата ми е, ако ти немаш добра припрема, ако не ја припремиш иднината, ќе ја нема иднината. Затоа што е припрема на иднината? Гледате, зар не е припрема на иднината некој човек што завршува факултет? Зар не е припрема на иднината што си отишол на дополнителна обука во, не знам, некоја фирма во која што работиш, па се пријавил на дополнителна обука, зар тоа не ти е припрема иднината? Апсолутно ти е припрема иднината. Затоа што ако ти дојдеш во контакт со дадени предизвици сега, ти знаеш дека ја припремаш иднината. Ако денеска си лабаво, лагано, лаганицо, не ја припремаш иднината. Не ја припремаш иднината. Лабаво, што приш лабаво? Денеска што е мотото на младите, што приш лабаво? Што приш лаганини, лаганица? Не ја припремаш иднината, пријателе. Затоа што ако ти не си во контакт со даден тип на триење, знаете, препрека, тогаш не ствараш енергија и не ја припремаш иднината.
Така и со ручекот. На крај ќе останеш без јадење, затоа што не си го припремил ручекот. Не си ја припремил иднината. Сега не си пуштил мейлови за да те викнат на состанок, на интервју, на што и да е се. Ако не ги пратиш денеска мейловите, ти не ја припремаш иднината. Ама ако денеска пратиш 100 мейла, ти ја припремаш иднината за некој ден. Иднината е припремена, ама ти како и да е ќе дојдеш во иднината, поради тоа што времето тече, ти си во иднината, ама во која иднина си зависи од тебе. Припремената иднина од тебе, така ти се наоѓаш во убава иднина. Ако не ја знаеш целта, некој друг ќе ти даде цел. Ќе биде мама, баба, дедо, тато, околината, шефот. Мора да има цел. Нешто ќе се стави пред тебе да ручеш, ама ако ти знаеш што сакаш да еш, ако не ќе даеш бами, купи нешто друго, земи пилешко, земи нешто друго, припреми нешто, аспарагус, направи што сакаш. Ама ако не ќе дадат бами, ако ти не го припремиш тоа, баба бами е спремила. И ќе јадеш бами, грашок, леќа, ќе јадеш. Зашто? Спремиле тоа луѓето. Са ти не ти се јаде леќа, не ти се јаде грашок, боранија не ќе дадеш. Боранија не ќе дадеш. Па направи нешто што сакаш да еш. Иди, купи, спреми. Ама луѓето чекаат мама да му направи ручек, тато да му направи ручек, баба да му направи ручек. Па, не знам, денеска луѓето направиле, не знам, бабури, не знам што направиле бами, не му се дадат бами. Пријателе, мора да се потрудиш да направиш ручек, иди купи нешто што сакаш, спреми го, направи го и ете го ручекот што го сакаш, и луѓе исто е со иднинава. Сега, кога човекот ја спрема иднината, он си купува намирници, знае тоа што сака да сготви, знае каква храна сака да направи, знае што му треба, ја припрема храната, го припрема ручекот вечерата, што и да е, го прави тој преубав ефект кој што сака да го направи и така натаму, и ете иднината. Доаѓа иднината, така? Исто е како со ручекот. Ама ако ние немаме што сакаме да направиме за ручек, што сакаме да преме, наедноставно ручек, поради тоа што и тоа е иднина, само од денес за утре или од денес за наредната сабота или што и да сака човекот сака да спрема за слава, за ручек, за именден, спрема, така планира. Исто е луѓе со животот, исто е. Само што намирниците се други. Така, кој курс треба да го завршиш, кои книги треба да ги прочиташ, кои контакти треба да ги направиш, со колку луѓе треба да збориш, колку луѓе треба да те откачат пред да дојде некој што ќе те закачи, односно ќе те прифати да работиш со него и така натаму да направиш некоја сделка. Се е тоа во планот. И човекот мора да ја припреми иднината. И кога ќе ја припреми иднината, ќе видите повеќе и повеќе луѓе се закачуваат, повеќе и повеќе работа доаѓа, повеќе и повеќе клиенти, повеќе и повеќе нешто кој што го има. Например, гледате, јас тоа сум го кажал, не знам колку знаат луѓето, ама ја пред да почнав да правам лајвови, ја правев многу телевизиски емисии, скоро на сите телевизии сум бил, па да не сум ги бројал телевизиски емисии, ама сум сигурен дека имам снимено над 500-600 телевизиски емисии. И тоа е квантитет на бројки, кога човекот почнува да го има тој квантитет на бројка, почнува поголемо влијание човекот да има во самата околина. Но како и да е, мора иднината да се припреми. Но зошто е важна иднината? Поради тоа што таму ти е фокусот, таму ти е насочено вниманието. Доколку вниманието ти е насочено во минатото, тогаш почнуваш да се враќаш назад, почнуваш да идеш во правец кај што можеби ти бил убаво. Не викам дека убаво е човекот да си размислува за некои убави работи, за некои убави мемории, но гледате луѓе, тоа нема креативност, нема толку ентузијазам и елан. Човекот не може да развие ентузијазам мислејќи на минатото. Човекот може да развие ентузијазам мислејќи на иднината. Ентузијазам е силна емоција на заинтересирано за нешто. Кој човек, мислејќи за минатото, бил ентузијастичен? Никој. Што бил у најголем случај? Расположен. Се насмеал. Со баба ти која бевме вама и таму супер, и тоа е убаво, убава меморија, ама не ентузијазам. Ентузијазмот, а тоа е енергија што те влече напред. Ентузијазам. Поврзан со иднината, поврзан со твојот сон, затоа што така креираш и твориш. У минатото, мислејќи на минатото, ти не си творец. Не си творец. Кога си творец? Кога мислиш за иднината. Кога си творец? Ти не си творец кога мислиш, штубав ручек направив пред година дена, леле, што сум направил едно месо, вакво, онакво месото. Ти не можеш да си ентузијазам и не си творец. Ти мислиш за месото кој што ти си бил творец. Ама сега веќе не си творец. Сега луѓето кога не се во иднината, не се творци. Кога мислат за минатото, кога мислат за иднината се творци, кога не мислат за иднината не се творци, кога мислат за минатото не се творци.
Ама сте видели некоја ситуација каде што луѓе бе за време на Тито, и веројатно не дека не бил убаво за време на Тито, се него кажам јас ова како со подсмев, било убаво за многу луѓе, за време на Тито било многу поубаво од сега. Ама ки слушнеш луѓе, бре, за време на Тито, како беа работите, така и ние. Бе, 80-тите најубава музика беше, бе, 92 у Скопје, каква журка имаше, бе, најубав период беше од 94 до 98, мора 90-92, леле, во дискотеките колку беше убаво, бе, 80-ти години, најубава музика, 80s hits, бе, најболje. Сам некој дете те слуша, родено во 2008 година, и се свика, бе, кои се тие 80s hits, он се слуша музика што се слуша, иако и младите се слушаат 80s, ама ете, па си влечам ја, тоа како вие луѓе со Тито, за време на Тито, така и јас за 80s. 80s најдобра музика, и ме тера да оправдам дека и малите слушаат 80s, а не дека сите слушаат 80s, 80-тите не слушаат. Тие се слушаат нивна музика, ама ти не можеш да се прилагодиш на времето, тебе не ти убавам, ти си заглавен у 80s, не си заглавен, да не го искористам тој збор, него си се враќаш на тој период, поради тоа што ти бил убав и поради тоа што мислиш дека музиката од 80-те била најубава музика, што е мое мислење, ама ќе се трудам да ја оправдам. Јас ќе се трудам да ја оправдам. И исто како што луѓето ќе се трудат да оправдават периодот кој што бил за време на Тито, кој што бил за време на ова, кој што бил за време на она и така натаму. Гледате, целата идеја не е кај сме биле луѓе, кај одиме. Не е кај сме биле, велат шофершарната е поголема од ретровизорот, зашто е поважно кај одите, не е важно кај сте биле. Од Грант Каордан има еден цитат: наредниот кислород е поважен од тој што сме го издишале. Сега, наредната цел е поважно од таа што сме поминале. Ама луѓето имаат тенденција да се врзат за некој успех. Гледате, успехот ве спушта исто како што ве спушта и неуспехот. Интересно е. Иако успехот не ве спушта толку многу, не ве спушта, успехот е победа, не дека ве спушта, него сакам да кажам, имам друга поента. Кога човекот ќе дојде до некој успех и го држи пехарот на успехот, он почнува да паѓа. Зашто? Замислете сега некој човек през 20 години дал некој гол. Дал некој гол последна минута, победил неговиот тим, тап, супер, така? Сега, он во тој момент кога отидете сега у кафана со тој човек и врти сучи после 3 пива и 2 раки, голот доаѓа на тема на муабет. Затоа што, гледате, он можеби не направил ништо друго, ама секогаш се враќа на тој гол. Или имате некој кој што бил фраер у 80-тите. Бе, на тој ја заушки му мав, бе, чатали му мав, бе, ластици му мав на тој, тој. Сега, да, ама продолжила еволуцијата, тоа баш кажува еден пријател мој, вика. Има такви луѓе, вика, ќе седнат пред, не знам, пред уличка на клупа под некој изгасено село, изгасена сијалица, полуизгасена со сенки и со сончоглед, и само си евоцира спомени кога он бил главниот фраер у уличката. И тоа е супер дека бил, ама мора човек да продолжи понатаму, луѓе. Мора да продолжиме понатаму, затоа што не можеме да останеме во тој момент и во тој период, поради тоа што тоа е постигната цел. Гледате сега, мора да има нова цел. Мора да има нова цел. Ако човекот нема нова цел, нигде не иде. Ако нема нова цел, е у статично место, у статична позиција, и кога нема нова цел, го стига минатото. Го стига минатото. Ама имајте на ум, ние сме среќни кога сме креативци, ние сме креативна енергија. Ние како битија, како душа, како ум, ние сме креативна енергија. Креацијата секогаш почнува во мислата, секогаш почнува во визијата, секогаш почнува со некоја слика. Луѓето кои ќе се разочараат, луѓето кои ќе се откажат, више им ги нема визиите, више им ги нема сликите. Сега, немојте да дозволите и луѓе кои што се без визија и без слика да ти ги спуштат твоите соништа. Поради тоа што може да се случи таква ситуација. Имаш луѓе кои што не успеале во животот, луѓе кои што се откажале, они се разочарани, се они што знаат? Они го знаат фактот дека не можеш да успееш у Македонија, што е погрешен факт. Затоа што луѓето што успеале, они знаат дека можеш да успееш. И тие луѓе сакаат да ти помогнат. Овие што не успеале, се обидуваат да те спречат да не загубиш и ти. И на тој начин те демотивираат со тоа што ќе ти кажат: тешко е, не може, не сонувај, не се надевај, што лупеташ глупости. И са сите тие инвалидизации, да не ги речам, ако сте постојано околу таква енергија, која што ги грицка како молец ткаенина, што ги грицка вашите мисли, идеи, кај ќе имаш ти визија, кај ќе имаш ти правец, кај ќе имаш ти простор, зашто еднината е простор.
Иднината е простор. Да бидам ли досаден со простор и со анксиозност? Секи бидам досаден. Зборот анксиозност доаѓа од збор ангере, на латински, што значи да гушиш некога. Ангере доаѓа од збор ангст, на германски значи страв. Ангст доаѓа од индоевропејски збор што значи мал простор. Ама збориме за мал простор, кога сте биле на море и сте гледале во широчина, не сте имале негативни мисли, не сте имале ни мисли. Ако ќе доеш дома у соба и ги се затвориш у 4 зида, што ти се случува? Негативни мисли. Иднината е простор. Луѓе, иднината е простор. Сте виделе некоја девојка или некој дечко во безнадежна врска? Он знае дека таму нема среќа. Јасно и станало на неа. После 5 години и станало јасно, нема иднина со човекот. Таа е безнадежна. Зашто? Не може да види иднина со човекот. Некој дечко безнадежен е, апатичен во врската. Зашто? Девојкава како молец му ги изела сите мисли, никогаш не му дала поддршка, никогаш не му дала ветар у грб. Него секојаш сопки и стопови. Епа, човеков е безнадежен затоа што не може да биде иднина. Зашто? Поради тоа што нема простор. Затоа е безнадежен. Безнадежен е. Затоа што надежта, вербата надежта и љубовта, имаме празник. Така, мајката Софија. Мајката Софија била мудрица. Ги крстила своите керки вера, нада, љубов. Затоа што сите тие се простор. Гледате, мудроста е во просторот. Просторот е поврзан со иднината. Иднината е поврзана со цели, затоа што ако не дадеш цел, што тогаш ти е важно? Ништо. Ама ако животот, а како ти е животот важен, луѓе, како ти е животот важен? Преку цел. Ако човекот нема цел, нема е толку важен животот. Он нема зашто да стане на сабајле, он нема зашто да биде среќен на сабајле, пак ќе му ја мисли кога ќе стане 2 сата што да прави, а вака ако има цел, ја би рекол кога има мисија, затоа што тој збор мисија е многу јак збор. Што значи си посветен на целта. Кога човекот има посветеност на целта, кога има мисија, кога има визија и кога има кај да гледа, тој е ориентиран во животот. Гледате, тој не може да го изместиш ти така лесно. Ама овој што нема визија и нема правец, чека прво другар му, абе брат, стана. Кидаме ли вамо на кафе, да го викаме оној другиот. Клапчано да го викаме, ајде, абе батали го тој. И сега што муабете тоа? Првото нешто што го прават до 12 сати, 2 локални кафулиња пред да отидат некаде у некое по друго место кај што четвртото кафе кога го испијат, ама нема ориентација, луѓе, нема цел, нема ништо. Па таков живот каков е? Абе, највише што може да дојде е до цинични коментари на кои што ќе се изнасмеат како другаров го зезнале или што и да и тука е хумор, да? Среќата е тука. Монотонија, досад, ништо друго. Ама кога човекот има посветеност, кога човекот има визија, кога човекот има цел, кој што знае што сака, тој човек има убав хумор, има убава енергија, креира живот, ствара енергија. Сега, поентата е зашто ствараме енергија. Затоа што гледате, умот и телото се поврзани. Ако телото знае дека ти денес в твојот ум немаш цел, клапнато е тело. Зашто? Зашто да има енергија? Ама ти ако имаш цел, телото ќе има енергија. Телото те следи. Зашто? Луѓе, ќе видите, например, тоа што разборевме за менталитети. Некојаш кај насиот менталитет, некојаш и кај спортистите, честни исклучоци. Ќе видите, они водат 2:0 70 минута фудбал, они прекинале да играат, затоа што за нив 2:0 70 минута е крај. И се што се случува? Они ја ставил целта 70 минута крај. Што се случува? Телото снемува енергија. Ете, телото снемува енергија. Ама ако он ја држи на мерата и целта, на мерата, вниманието, го држи на целта, додека не свиднем судијата, не е до 90 минута, а до 90 се игра фудбал, не се игра до 90. Фудбал се игра додека судијата не свидне со свирче дека е крај. Ама луѓето го немаат тој концепт. Нали, до 90 минута, кај нас е до 80 минута, особено ако водиме 2:0. И сега што се случува? Он до таму кај што ќе остави вниманието, до таму креира енергија. Исто е во животот. До кај ќе ставиш целта, до таму креираш енергија. Знаете колку луѓе има кои што ќе кажат, абе, го завршив ова, постигнав, абе, све постигнав. И после се демотивира. Зашто? Па затоа што све постигнав. Грант Кардоне, тој е еден мултимилионер, милиардер, што и да е писател на книги. Вика, секој сабајле кога ќе станеме, викам на жена ми, Елена Кардон си вика таа. Вика, абе, Елена, вика, кога ќе успеам? Гледате колку убав концепт. Кога ќе успеам? Лето не успел. Зашто ако он рече успеав, тој е крај на играта. Го земал пехарот и се го држи. Како оној со голот што го дал пред 20 години. Се го држи пехарот. Пехарот на победата морате да го ставите одма. Кога ќе постигнете целта и кога ќе дојдете до успех, тоа што е поважно е наредниот успех, наредната цел.
Затоа што ако ја немаш наредната цел, тогаш немаш каде да одиш. Многу е важно, затоа што целта е твојата ориентацијска точка. Сега, мора да имаш цели на различни сфери во твојот живот, мора да имаш цел лична. Како изгледаш, колку си начитен, колку знаеш, колку едукација имаш, тоа е лична цел. Мора да имаш целта за девојката и тебе, за бракот, за фамилијата, мора да имаш цел за работната, за групата во која што си, за работата на работното место. Еден куп цели човекот може да има. Гледате, може да има духовна цел, за да се награди како духовно битие. И така натаму. Сега, човекот колку повеќе сегменти креира во животот, он толку повеќе жив се чувствува. Поради тоа што животот има многу сегменти и на колку повеќе од тие сегменти сте активен, колку повеќе тие сегменти креирате, колку повеќе комуникација имате во текот на денот, колку повеќе луѓе ќе им помогнете, колку повеќе сте дел од животот, поубаво се чувствувате. Поради тоа што ваше е она кое што вие го имате, ама преку вашата енергија што на тоа нешто му го давате. Ваше е она кое што вие го имате, поради енергијата која што на тоа нешто му ја давате. Гледате, можете да имате некого, не можете духовно битие да имате, ама може некој човек да има своја пријателки и да им е поубава релацијата отколку на таа жена со мажот. А не викам дека тие како пријатели би требали да имаат сексуална врска. Не, може да имаат многу убава пријателска врска. Ама да имаат поквалитетна пријателска врска и генерално поубава комуникација и поише уживање у таа пријателска комуникација, отколку она што има со сопругот. Она треба со сопругот да се подобри комуникацијата, ама треба да знаат како да работат на тоа, треба да знаат како да се справат проблемите и така натаму и така натаму. Муаветов ние мораме да дадеме на животот за животот да биде наш. Колку повеќе енергија даваш, толку повеќе енергија имаш. Мојот пријател Бојан Диков, АТГ, поздрав до АТГ фитнес клуб, многу убаво кажа на едно предавање, гледаш кога ќе дојдат на тренинг, кога ќе дојдат на тренинг луѓето, тогаш колку повеќе трошат енергија, повеќе енергија имаат. Замислете се, вие сте отишле на тренинг у теретана, колку повеќе енергија крирате, колку повеќе енергија давате. Ако сте изморени, повеќе енергија имате. Тој дома што седи, тој не ја троши енергијата, ама нема енергија. Гледате, луѓе мислат ќе ја конзервирам, ќе ја штидам енергијата, не сте ти, не можеш да се изгасиш. Ти се гасиш кога ќе немаш целта, само тогаш си изгасен. Изгасен си кога немаш цел. Ти си изгасен кога ќе ти сгасне целта, кога ќе ти сгасне сонот. Ти не се гасиш како енергија, ако не ти сгаси иднината. Ти се сгаснуваш како енергија, ако ти сгасне иднината. Ама секогаш имаш за кого да имаш иднина. Видите, луѓе очекуваат од тебе, овој свет очекува од тебе да го дадеш својот талент, да дадеш својата позитивна енергија, да дадеш својата среќа на околината. Тоа очекува овој свет од тебе. Така, такви луѓе требаат. Колку повеќе си возбуден за нештото што го правиш, колку повеќе го сакаш нештото што го правиш, толку повеќе уживање во тоа имаш. Има цитат од филозофот Хабарт: главната состојка на компетентноста е уживањето. Колку повеќе уживаш во тоа што го работиш, толку повеќе љубов генерално на светот даваш и го правиш светот поубаво место за сите. Така, го правиш поубаво место за сите. Сега, точно е дека реактивниот ум, тој реактивен ум, кој што е содржан од трауми, он го влече битието наназад. Гледате, ве влече уминатото реактивниот ум. Реактивниот ум е создаден од физички и од психички болки. Физички болки се моменти на, не знам, ке се изгориш, ке се пресечеш, ке те удри, или некого, не дај Боже, удрило нешто. Психичка болка, како што ги дефинира овој филозофот Хабарт, се моменти на акутна и шокантна загуба. Например, не дај Боже, кучето умрело, или не дај Боже, бабо, дедо некој починал, или може да биде закана за загуба. Може кучето се разболело, а не умрело. Значи, моменти на загуби или закана за загуба, тоа моменти на загуба и закана за загуба предизвикуваат стрес, ментален стрес, така? Ментална болка е тоа. Сега, имате физичка и ментална болка, имате физички и ментален стрес, или имате физички и ментални трауми. Тие го влечат битието во минатото. И колку повеќе такви трауми човекот насобира, толку повеќе е насочен во минатото. Како го гледаш дека е насочен во минатото? Затоа што не е озарен сега, не е тука, не е во мигот. Пошто тие трауми ти го влечат во вниманието на кини. И што правиш? Не си во сегашниот миг. Сега, како ќе бидеш ти иднината ако немаш внимание тука? Гледате, животот е помеѓу сега и иднината. Животот е помеѓу сега и иднината. Тука и таму. Ама не таму, не у минатото. Животот е помеѓу сегашноста и иднината.
Убав начин да го тргнеш вниманието од минатата болка е да се насочиш кон некоја нова цел. Ке видите некоја девојка или некоја момче кој ќе се залюби. Еве ти иднина. Го фиксирал вниманието од минатото. Или нова работа му нашле, или се преселил во некој нов град и видел потенцијал за опстанок. Му се трга вниманието од минатото и да најка иднината. Секако многу убаво да се исчисти тој реактивен ум, ама многу убаво е човекот да има исто таки цели. И посакувам да имате прекрасни цели за овој викенд, се гледаме понеделник. Чао!